Ние веќе ги почитуваме и пред достојањето на одлуката на влада, веќе имавме донесена одредена одлука со која имавме намалува и непопуларна мерка за жал, со која го ограничувавме јавното осветлување, значи после 01:30 веќе истото беше исклучено, освен главните сообраќајници во градот кои реално спреку една светот текот на целата вечер. Што се однесува до прославата на Нова година, годинава, имајќи во предвид сите состојби, последиците од кризата, новата криза енергетска, практично ќе има само огномет со кој ќе се одбележи испраќањето на старата и доаѓањето на новата година, друга прослава и други трошоци во тој дел нема да има. Уличното осветлување ќе се остане, можеби ќе настоиме да го промениме режимот, да за време на новогодишните, божикните, пред цел јануари, ја намалиме потрошувачката, меѓутоа не се целосно исклучува него доколку имаме можност да ги редуцираме бројот на силиците, бројот на сијаличните места, меѓутоа да светат во тој период од годината целовечер. Во делот на начинот на кој се справуваме со енергетската криза и цената на струјата, морам да сега преку вас да упатам информации до граѓаните, значи можеме ние да ги оставиме цела вечер да светат, меѓутоа тогаш дел од средствата кои се зорично недостасуваат и ќе мораме средства од други програми кои се наменети за друга намена, во смисла на култура, социјална заштита и останати начини да бидат редуцирани, се со цел да можеме да обезбедиме доволно средства за програмата со која се одржува и финансира уличното осветлување. Од тие причини, за да не или другото решение е да прибегнеме кон зголемување на цената на комуналната такса за улично осветлување, што е непопуларна мерка и практично не можеме во тој период, се додека цениме дека тоа ќе биде дополнителен удар по семејниот буџет кој така во овие услови тежок и наш избор беше да одиме со редукција на струјата, со полнокните часови во кои е драстично намалена фреквенцијата на граѓаните. Еве од вчера можете да забележите дека се вклучуваат уличните и на Саваљево, веќе во 05 часот до 06 се вклучени за да можат граѓаните, барем оние кои од на работа, да имаат потреба рано наутро да се движат во понормални услови за одење на работа, патување и така.